Колега Зендели, навистина ви се дивам на некој начин за тоа како успевате да останете смирен по сите оние лаги кои што ги слушнавте од ВД премиерот. Да, во право сте, Прензов, можам да зборам погласно, пошто не е тука ВД премиерот. Веројатно влие тоа што сте професори, веројатно сте навикнат да ги слушате лагите на студентите, па претпоставувам дека ова што го слушавте од ВД премиерот и така и го гледате како една огромна лага, бидејќи излез од оваа говорница, како што кажав и многу пати претходно, не може да не излаже. И би сакал исто да ве прашам и да се надоврзам на вашиот говор. Нели сметате дека ова што се обидуваат овој четврто деление спин со левица да го направат, ви делува онака како да пробаат само да го подигнат малце рейтингот на левица, како што правеа впрочем минатото, го слушнавме и претходниот пример Заев, како тоа го говореше од една друга сала овде во собранието. Но исто така, мислам дека, не сум сигурен, тоест веќе помина речиси 2 часа од вашиот говор, ова спикеров на собранието, како да го темпира ова кога ми иде мене ред околу 1 часот да треба да се обратам. Во однос на огнените, мислам дека и спикерот на собранието го испушти она што имав да му го кажам, за да гледа настапот на господинот Меджити на 24, па можете интересно е нели да прокоментираме во однос на тоа дали воопшто ќе дојдеме до некоја бројка која што е потребна за да се гласа новава влада. Можно интересни беа тезите кои што ги изнесе таму колегата Меджити, дека, вака да парафразирам, дека ќе биде мощно интересно да се види дали ќе дојдеме и до 61, а не до 64 кои што денеска ги видиме. Ќе биде мощно интересно да се види следниве денови како ќе се одвиваат тие внатрепартиски математики, препукувања, кавги или не знам како да ги наречам во ДУИ. Можеби најдобро е да кажам дека тоа е борба за превласт и нормално како сето тоа ќе се одрази на за сега се уште парламентарното мнозинство. И само на кратко уште на крај, доста интересно е ова што го слушаме секогаш реторикава на како се менуваат партиите во власта, еу. Веројатно кога не достига било што конкретно да се каже дека може да се направи или да се понуди квалитетен кадар, тогаш идеме на картата на тоа дека ние сме ЗЕО и тоа е доволно. Благодарам.